Цивил медија. 19 септември 2019. Вест на денот. Уште двајца обвинители од СЈО ќе продолжат да ги застапуваат предметите. Поранешните обвинители во СЈО Стефчо Донев и Елизабета Јосифовска и натамо ќе ги застапуваат предметите 300 и Тотал. Пред Донев и Јосифовска, уште тројца поранешни обвинители во СЈО добија овластување од државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски да ги застапуваат предметите што и досега ги водеа. Фатиме Фетај и Гаврил Бубевски продолжија да го застапуваат Монструм, а Ленче Ристовска предметот Талир 2. СДСМ ги повика сите пратенички групи да го поддржат ребалансот на буџетот со кој се субвенционира растот на платите. Јован Митрески, координатор на пратеничка група на СДСМ, на пресконференција денеска ги повика сите пратенички групи во Собранието на Република Северна Македонија да го изгласаат ребалансот на буџетот за 2019 година, кој според владеачката партија обезбедува нови придобивки за граѓаните. Според СДСМ, просечната плата порасна за 3,5%. Се бележи раст на БДП од над 3% во првите два квартали од годинава. Стапката на невработеност е на историски најниски 17,5%, соопшти Митрески. Талир 2 одложен за 15 октомври. Судењето за предметот Талир 2 се одложува за 15 октомври со цел да се доуреди полномошното на адвокатите. Предметот го води судиката Даниела Алексовска Стојановска, а застапник на обвинението е Ленче Ристовска од ОЈО Скопје. Судиката Стојановска ги извести присутните дека се сметаат за уредно повикани и за наредната расправа да се уреди полномошното и да се повика представник на ВМРО ДПМН. Флеш вести. Премиерот Зоран Заев денеска оствари средба со генералниот директор на ОЛАФ, Виле Итала, каде зборувале за интензивирањето на соработката меѓу Северна Македонија и Европската канцеларија за борба против измамите. Германскиот Бундестаг ќе даде зелено светло за отпочнување преговорите на Република Северна Македонија со Европската Унија на седницата која ќе се одржи на 26 септември, кога на дневен ред ќе се најде точката за нашата апликација. Што е тоа што Мицкоски не сака да се дознае во јавноста за случајот Рекет? Е главното прашање што во името на СДСМ ги упати Костадин Костадинов на пресконференција. Алоцирање на средствата онамо каде што ќе има најголема ефикасност и каде што може да се постигнат поголеми економски ефекти е целта на предложениот ребаланс на буџетот, што од денеска е на дневен ред на матичната собраниска комисија за финансирање и буџет. На првиот консултативен состанок на акциската група за координација на државните институции за борба против дезинформација и напади на демократијата присуствуваа председател на државата Стево Пендаровски, председател на собранието Талат Џафери, министри и други високи представници од институциите. Цивилни активности. Цивил организира работилница со наслов Зелена иднина, посветена на зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот, која ќе се одржи на 20 септември во салата на градската библиотека Борка Талевски, Прилеп, со почеток од 13 часот. Работилницата на Цивил е можност за сите општествено активни граѓанки и граѓани без разлика од каде доаѓаат, дали се дел од невладиниот сектор или пак дел од некоја партија да ги изнесат своите ставови и предлози. Цивил во општините Вевчан и Струга, Охрид, Ресен, Битола, Новаци, Могила и Прилеп утре и задутре ќе го промовираат проектот Зелена иднина кој организацијата го спроведува во соработка со Хајнрих Бел Сараево. Цивил најавува нова серија регионални семинари во рамките на проектот Граѓански објектив. Промовирање на транспарентни и одговорни политички процеси. Првиот семинар од серијата ќе се одржи во Штип, а пријавувањето е веќе започнато. Семинарот носи наслов Граѓански објектив. Граѓанките и граѓаните учествуваат, наблюдуваат и известуваат. Мисла. Рентата на раскалашениот Хорхе. Безгласната буква во машинеријата на криминалната фамилија на Груевски, човекот што го споредувавме со украсно растение што се става во ќошевите по домовите. Или Хорхе, зашто се мисли дека е по ликот од комедијата на Монти Пајтон, иако генезата на прекорот е посериозна. Еден мој колега од медиумите го нарекол така, затоа што првиот мандат го доби во стилот на наместените избори во јужноамериканските диктаторски држави, пишува Џабир Дерала. Право, правда. Еден поранешен председател во една прилика ми рече: правниот факултет е извор на сите проблеми во државава. Не знам дали е така, малку апокалиптично звучи, но и според моево искуство, не само од горните два примери и од наодите на Прибе, а и од тоа што сите го гледаме секој ден во правосудниот ни систем, дури иако не прави проблеми, а прави, јасно е дека не продуцира многу решение на проблемите, пишува Александар Кржаловски. Читајте повеќе на civilmedia.mk. Цивил медија.